Финансии, надворешни работи, политички систем, економија, животна средина, информатичко општество и администрација. Овие ресори ќе ги водат кадри на ДУИ во идната влада, чии контури денеска се финализираат откако Заев и Ахмети договорија коалиција. Предвидено е Талат Џафери да ја задржи спикерската позиција. СДСМ ги задржува внатрешни работи, одбрана, здравство, транспорт, правда, труд и социјала, го добива образование и вице-премиерските места за евроинтеграција и за економија. Ресорот земјоделство најверојатно оди кај Беса. Квалитетни, честни, одговорни и отчетни кадри ќе бидат предложени за сите ресори од двете страни. Кадри кои ќе бидат подготвени во целост да ги испорачат програмските определби и принципи од коалицијскиот договор. Опозицијата го тврди спротивното за ново-старата коалиција. Коалицијата СДС-ДУИ не е за напредок на државата, туку за продолжување на лагите, криминалот и корупцијата. Коалицијата СДС-ДУИ е за продолжување на матните тендери и распродажба на државните интереси. Второпласираната коалиција во албанскиот блок смета дека идната влада нема да биде легитимна за албанците и дека кусот ќе трае. Оваа влада со една нога или со две стаклени нозе ќе стои и ние сме убедени дека нема да може да опстои многу долго. Нека им биде јасно, ќе имат голем противник, да знаат дека дека сме спремни да им возвратиме по исти мерки како што и тие се однесуваат, а богами ќе имат и резистенција од нашата коалиција. Во наредните денови се очекува мнозинството во собранието да го реизбере Џафери за спикер, потоа би следел изборот на новата влада на Зоран Заев. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.